чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Имаш започната твојата музичка кариера, свирејќи мандолина и хармоника во твојот училишен оркестар во Кичево, така? Дали музиката била дел од твојот живот или твојата секојдневија уште од млади години? Можам да кажам дека бев така повеќе заинтересиран и љубопитен околу тоа, околу музиката, нормално и со свирење и со пеење, па после тоа некако природно си дојде тоа и да почнам малку и да чепкам по клавиатурата, така да, мандолината многу кратко сум се дружил со неа поради тоа што имавме училишен оркестар во нашето училиште во Кичево. И после тоа започнав да се дружам со хармониката, па и оттаму продолжи таа цела приказна. Кој инструмент би кажал дека е твој? Па клавиатурата може да се каже. Твојот прв настап бил во училишниот оркестар исто така, ама бил како да кажам потикнат од твојот учител Зора и после тоа имаш пеено со твојот пријател Јоца. Значи, дали уште од тој момент, прво дали се сеќаваш на тој настап и дали уште од тој момент си размисли дека сцената и пеењето тоа е местото за тебе? Се сеќавам како вчера да беше, мислам, некои моменти од моето детство. Првите настапи може да се каже дека нормално во училиштето имаше приредби, патронати, каде што е ден на училиштето и таму од прилика има некои изведби, точки, дали музички, дали драмски, дали уметнички. Така да и таму биле првично некаде во осмолетка, каде што заедно со мојот пријател испеавме еден дует. Баш се сеќавам како вчера да беше Ангела душа, Ангела срце од Зоран Ване. Што ти беше инспирација во тие млади години да продолжиш со твојата музичка кариера и дали можеби помогна тие години на, како да кажам, на амбициозниот дух, на храброста да ја реализираш таа некоја цел што имаш? Моментот можеби кога се запишем на средно музичко во Битола и тој период, дружејќи се со моите соученици, споделувајќи некои искуства и од нивна гледна точка, нормално и училиштето многу исто така ни помогна на сите. Почнав поактивно да се дружам и со музиката, со различни стилови на музика, не само она што дотогаш сум го знаел. Генерално сме слушале квалитетна музика, без разлика на стил. Тука немаше никаква поделба од тоа, не треба тоа да се слуша или не мора ова. Питно квалитетот беше секогаш на пиедестал. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Потекнувам од друг град каде што не е таму естрадата, туку естрадата е буквално во главниот град и сите главни действувања се тука. И да, моето окружување не бе воопшто ниту еден музичар, едноставно некако сам си го најдов нормално со поддршка на пријатели, на добри луѓе кои што го пронајдов патот да се занимавам со музика. Едноставно имало периоди на искушение каде што сакаш едноставно да се откажуваш. Во 2005 година имаш почнато да се работуваш со Лазар Цветковски, Лаза. Тој има направено твојата прва авторска песна Вратима, со која што имаш настапувано на фестивалот Звездана ноќ. Лаза е супер продуцент, супер е за соработка, многу е талентиран, многу е добар и навистина ги сака сите артисти со кои што соработува. После тоа во твојот тим се вклопува и Магдалена Ена Цветковска и разни други луѓе кои ти имаат помогнато.
Како ти помогнале тие првични врски, тој првичен тим во твоето созревање во кариерата и твоето оформување како артист? Па да, па некако се споја енергиите, например, кога се запознавме, искрено, тој имаше еден стил на работа, ја имав еден друг стил на работа и некако најдовме некој компромис каде што можеме да се најдеме на еден заеднички пат. Нормално не беше лесно да се пронеде тој пат, мако трпно сме работеле од првиот момент па се до сега. На почетокот започнавме, како што кажа, со Лазе и со Милан Миланов, кој што ни е наш заеднички пријател. Голем поздрав до него, сега моментално тој е во Норвешка. Но ќе присуствува и на концертот во Борис и после тоа нормално неизбежно беше Магдалена, која што и текако беше од самиот старт приклучена и направивме еден убав тим, направивме прекрасни песни од мојот прв албум, потоа се продолжи и со следните. Но можам да кажам, од претходното искуство кој што сме го имале заедно, сите тие енергии заеднички сме ги сплотиле во едно. Знам кога првпат влегов кај Лаза во студио, кога влагаш во ходникот, има CD од твојот албум. Така да тоа баш се сеќавам. Да, има во неговото студио има нормално рамки на албуми, но и на концерти кои што му се нему посебно драги и баш ми е драго што и јас сум дел од тоа студио. Кој е креативниот процес со Лаза, затоа што сигурно сум дека за секој артист е различно? Па добро, ние дека се знаеме многу долго време. Јас сум присутен професионално 18 години на македонската сцена. Знаеме како дишеме и двајцата, и Лазе знае точно ја што сакам, кој е мојот вкус, кои се моите граници, па можеби над тоа. Обично се започнува со некоја мелодија, па се завршува после тоа со целосен аранжман. Некојаш се менували често пати многу аранжмани, од 1 до 2, 3, па и понатаму, па од некои песни сме се откажале, па сме се навратиле после неколку години да ги доработуваме. Така да е една интересна авантура е тоа. Музиката не е, например, сега, не знам, ќе направиш сендвич и ќе го изедеш и нормално музиката е нешто кое што се прави со месеци, со години и тоа нема крај. Сонце не ме гре, каде замина ти, од очи ветени, врнат стари спомени. Сонце не ме гре, сонце каде си ти, сам ме остави, небо ти ми затвори. Сега одам на малце полично прашање, а тоа е, кажи ми, кој дел или кој период во твојата кариера ти бил најубав, а кој најтежок? Почетоците нормално ми се еден дел кој што можам да ги ставам на пиедестал, не знам, моето прво учество на Макфест, каде што тоа е еден најреномираните фестивали во Македонија, но и во регионот. Нормално, како што спомна, учеството на Евровизија, промовирањето на мојот трет албум 10, каде што имаше прекрасни песни како што се Километри, Јако и самото нивно промовирање. Нормално големиот концерт во Борис во 2019 година и така натаму. Имало генерално многу убави моменти. 2013 година ја представуваш Македонија на Евросонгот со Есма Реджепова. Прво, како беше чувството да настапуваш со музичка легенда како Есма, а второ, како беше чувството да ја представуваш Македонија на една од најголемите европски сцени? Да, па како што кажа, две во една, ми беше огромна чест која што настапував заедно со Есма Реджепова, која што претходно искрено сите сме ја слушале, сме ја гледале како една легенда која што не само во Македонија, туку уопшто и на регионот и во светот, и нема некој што не ја знае иконата на Есма Реджепова и нејзиното дело.
ја представував Македонија на таков голем фестивал Евровизија. Таму се дружевме во Малме во 2013 година со песната Пред да се раздени, кој што работеа и Лазар и Дарко Димитров на аранжманот. Во Шведска поминавме една прекрасна вечер. Баш памтам кога претходните вечери, кога се собираше во запознавање на сите пејачи, немаше човек кој што не ја знае Смера Джепова. Едноставно, секаде каде што поминуваше, луѓето гледаат со големи воздишки, со еуфорија. И баш ми е мило што имав соработка со неја, тоа ќе остане во како аманетет и за следните генерации. Ако треба да одвоиш еден рефрен од сите твои песни, значи од Вратиме до Километри, до Јако, до Купиме. Значи, која е некоја песна што сега во моментов ти доаѓа на памет и што би можел да го испееш рефренот? Па добро, дека мене ми се премногу препеани тие песни. И добро, Километри, мислам дека поголемата јавност ја знае таа песна, не знам. Ми фали тој мис на Јоргован. Многу често ја именуваат и како Јоргован, покрај Километри или ми фали. Ми фали тој мис на Јоргован, ми фали тој мис, мене душа да ми гали, ми фали за вели денес да си дојдам, ми фали да сум дома. Пееш во оваа сала, каде што ќе те гледаат над 5000 луѓе. Концертот е Километри љубов. Сигурна сум дека си спремен. Тука имаш фантастичен тим, екипа. Кажи ми, дали имаш некаков ритуал пред вакви големи настапи или дали имаш некоја мала трема уште или немаш? Па трема генерално се има она позитивна трема, но мислам дека е помало таа што ми беше кога го праве во 2019 година, поради тоа што на некој начин го поминав тој пат, но секако предизвикот, стресот е многу голем откако нормално се додека не дојдеш на бина.